Нов ден, нови закани по стабилноста и меѓуетничките односи од Али Ахмети. Како расте притисокот дуи да замине во опозиција, така реториката на интегративците се заострува и ја вадат последната карта која им остана. Обвинуваат за национализам, а всушност тие го потикнуваат. Скандирањето учека и вењето албански знамења пред споменикот на Александар Македонски беа само почеток. Сега се закануваат дека не може и не смее да има влада без нив и се поистоветуваат со сите албанци кои живеат во Македонија. Интегративците не сакаат да слушнат дека биле вмешани во криминал и корупција, па секое обвинување кон нив го бележат како антиалбанска политика. Единственото оружје, единствената вибрација која пристига до гласачкото тело е токму тој национал романтизам. Сега, тој во пиарот има милиони една верзија, малку потврда, малку помека, но во секој случај тоа не кажува за политичарите, затоа што тоа е модел на политичарие, тоа кажува за народот. Колку се уште народот голта национализам и се пали на него. Враќањето во 2001-та е само подхранување на национализмот кај гласачкото тело. Кој ќе ти дозволи денеска повторување на 2001 година? Никој. Ниту по на народот му се тепа и му се коле и му се гине, ниту пак ситуацијата на терен дозволува таква една работа. Тоа е прво. Второ, имаме ситуација во која што 2001 година стана платформа на која многу политички тези се поставија како политички профит. Токму разделувајќи ги луѓето, токму внесувајќи кај нив национал-романтистички пароли. И не е само Ахмети. И Бујар Османи обвини дека слуганот на ВМРО ДПМН Твоја Македонија бил шовинистички, но во настапите на неговиот шеф не гледа ништо спорно. Кандидатот за претседател кој испадна од трката го обвини Христијан Мицкоски за шовинизам и национализам, иако опозицијскиот лидер испраќа повици за обвинување на македонците, албанците, ромите, бошњаците и сите народи кои живеат во Македонија.